Почитувани медиуми, вчера бевме сведоци на уште еден момент каде градоначалникот Ристевски и постарите кадри на ДПМН манипулираат пред се со младите од нивната партија, а потоа и со целата прилепска јавност. Почитувани млади од ДПМН, еве неколку факти што не ви ги кажале пред да ве примораат да читате однапред подготвен текст. Прво, се фалите дека локалната самоуправа инвестирала 480.000 евра во училиштето Кире Гавриловски, а всушност станува збор за странска донација. Второ, училиштето пред кое стоевте е единственото училиште кое во 21 век нема парно грејење. Во зимскиот период учениците буквално се греат со пампури на дрво. Трето, тоа е училиштето кое нема своја спортска сала, а тоалетите се скоро вон употреба и се можен извор на зарази и епидемија. Освен новата фарба и дограмата, ништо друго не е чепнато во тоа школа. Од тука логично следува прашањето. Колку од тие 480.000 евра странска донација реално завршија во училиштето Кире Гавриловски? Да ве подсетиме, училиштето Кочо Раце, пред кое стоиме, буквално од корен е реновирано кога СДСМ беше на чело на градот за сума од околу 600.000 евра, а општинскиот буџет беше за 30 пати помал од сегашниот. Градоначалниче Ристевски, ова училиште позади нас треба да ви биде репер како се реновира еден школски објект. Беа урнат сите внатрешни ѕидови, наново преградени и комплетно средени училниците, нови тоалети и парно грејење, спортска сала која дотогаш ја немаше во школата. Значи, се ново од корен. Епа господа, под власта, оваа споредба кажува се. Скоро 500.000 евра за фарба и дограма, а околу 600.000 евра за комплет од корен нова школа. И не заборавајте, господине Ристевски, 8 години сте на чело на градот, а вашата партија, ВМРО ДПМН, од 20 години независност, 16 години раководи со прилеп. За се она што не е направено во градот, сте виновни, вие и никој друг. Благодарам.